Денеска во просториите на Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип се одржа отворен и кариерен ден за сите заинтересирани идни студенти. Но овој ден имаше можност да се прикаже поврзаноста на високото образование, реалниот и бизнис секторот, како и да се дознаат придобивките од можностите за идно вработување, начините на реализација на вработувањето и условите, како и очекувањата во идната кариера. Јас сум сигурен дека ова е начинот кој што ќе им овозможи на студентите, и сегашните и идните студенти, да изберат правилно да се насочат во професиите, да изберат добри работодавачи, работодавачите да изберат добри идни кадри, и сигурен сум дека ова е една од доските кои што уште повеќе ќе ја зацврстуваме во иднина. Бизнис секторот е се поприсутен, директно соработува со факултетите и со универзитетот и навистина овозможува, има компании кои што даваат многу солидни стипендии, кои што овозможуваат платена практична работа. Градоначалникот Иван Јорданов истакна дека знаењето кое го добиваат студентите не треба да заврши во рамки на факултетите, туку истото да се пренесе и во реалниот сектор. Во рамки на комуникацијата со реалниот сектор многу полесно ќе можат, кога ќе завршат со процесот на образование, да се прилагодат и да се снајдат на пазарот на труд. Се на се, морам да истакнам дека Штип е центар на пренос на знаење, посакувам тоа знаење да не заврши само во рамки на факултетите и универзитетот, туку да се преточи и во реалниот сектор, а тоа ќе значи зголемување и додавање на вредност во економијата. Во иднина универзитетите треба да ја усогласат наставната програма спрема времето кое доаѓа. Како што вели извршниот директор на Стопанската комора, на Македонија е потребно прилагодување кон новите трендови, како и кон новата индустријска револуција. Доминираат секторите во кои се употребува софистицирана опрема и мислам дека сегментите во кои ќе се бара едуцирана работна сила се токму во сегментот на висока технологија. Она што е битно да се знае дека Македонија секако и предстои уште една голема промена, а тоа е прилагодувањето на новите трендови. Имаме нова индустријска револуција која е веќе дојдена и мислам дека во тој правец заедно со универзитетите треба да направиме максимален напор. Студентите од факултетите се задоволни од праксата која посетуваат и која истовремено им овозможува да се запознаат со условите и начините на работа за вработување по завршувањето на факултетското образование. Се одржува една одлична едукативна пракса со која ще имаме можности да посетуваме болници, банки, угостителски објекти, шпедиции, адвокатски фирми, многу други установи. Потребно е овие настани да станат тенденција во иднина, каде постојано ќе се нагласува улогата на студентите која е нераскинлив дел од бизнис секторот.